Поздрав до сите гледачи на Добро утро секое утро. Утринава, утринското кафе го пиеме заедно со победничката на 37-то издание на Фолк Фестивал Ландово, младата Ангела Влинтовска. Ангела за прв пат настапи на сцената на Фолк Фестивал Ландово и успеа да освои дури две награди, награда за најдобар дебитант, но и главната награда, првото место на Фолк Фестивал Ландово, што значи дека со своето прво појавување ги освои симпатиите и на публиката во фестивалската сала Јанко Узунов, а и на членовите на жирито. Ангела, честитки за твојот успешен настап и за двете освоени награди на Фолк Фестивал Ландово, најреномираниот и најстариот фолк фестивал во нашава земја. Добро утро и на вас, ви благодарам на поканата, добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија, сите ве поздравувам. Така е, за оваа година за прв пат се појавувам на фестивалот Фолк Фестивал Ландово. Воедно ова е мој прв фестивал на кој што се појавувам. И со оглед на тоа што сите видовме дека ги освоив двете први места, јас сум пресреќна за тоа. Искрено, подсвесно се надевав за тоа, бидејќи зад песната стојат многу врвни големи имиња, така што подсвесно се надевав за наградата, но ете не сакав премногу да ја покажувам мојата емоција, ете за да не се разочарам на крај, но сите видовме што се случи на крајот и пресрекна сум за тоа, пресрекна сум на жири комисијата, благодарна сум на цела публика што ми ја даде поддршката и тоа се моите емоции што можам да ги искажам према тој фестивал. Имаше ли трема, Ангела, кога се појави на сцената на Фолк Фестивал Ландово? Искрено трема нема. Повеќе тоа беше возбуда, една возбуда, бидејќи тоа е моје прво појавување, така што трема немам. Трема и никогаш не сум имала на било какви фестивали, бидејќи јас се занимавам со музика уште од најрана возраст, уште од мои 6 години, така што мислам дека трема никогаш немам покажано, повеќе да речам возбуда за да го покажам мојот настап во најдобро светло. Ги спомна авторите на композицијата Темјана, која што ви ги донесе овие две значајни награди на тебе, но и на тимот авторски, Ванчо Димитров, Огнен Неделковски, Љупчо Соколовски, сите вистински мајстори на својот занет, како дојде соработката помеѓу една млада, талентирана девојка како што си ти и овие искусни авторски имиња? Па искрено соработката дојде преку професори од мојот факултет, кој го открија мојот талент, да речам, за пеење и ме поврзаа со тие големи луѓе. Сите ги знаеме, многу добро ги познаваме тие имиња и многу спонтано се случи таа соработка и искрено сум пресрекна што можев да соработувам со такви луѓе. И сега за пошироката публика која што те виде на фестивалската сцена во Ландово како интерпретаторка, како една прекрасна млада девојка која што со својот милозвучен глас ја донесе на преубав начин композицијата Темјана, која што беше победничка композиција, да откриеме малку и за твојата друга музичка страна. Ти свириш виолина, студираш на музичката академија, свириш виола. Јас, како што кажав, свирам виолина од 6 години, значи се запишав во Нижото музичко училиште Илија Николовски Луј, класа виолина. Учев 9 години во Нижото музичко и потоа продолжив во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, кое што исто така продолжив на виолина. Воедно свирев и на пијано и сега сум прва година на Факултетот за музичка уметност, каде што се префрлив на виола и сега студирам и на виола. Така што јас сум запознаена со музиката
како што се вика, уште од кога сум родена. Уште од кога сум родена пеам, ја сакам музиката и мислам дека цел живот ќе се бавам со тоа. Ангела, освен музиката, што уште сакаш да правиш? Што те исполнува? Што го чини твоето секојдневие убаво? Па, слободното време гледам да го искористам на, ете да кажам, продуктивен начин. Ја сакам книгата и во слободно време гледам да прочитам што повеќе книги, да си го зголемам знаењето, да си го збогатам речникот. Сакам, значи, да правам продуктивни работи за мене, што ќе чинат многу подобро за мене. Какви се сега плановите после ова освоена победа, двојна победа на Фолк фестивал Ландово? Па, нема застанување, еве, можам да кажам дека веќе за песната Темјана ќе спремам и спот, видеозапис за песната. Понатаму сигурно би се појавувало уште на многу фестивали, затоа што мислам дека фестивалите ја продолжуваат традицијата, ја продолжуваат нашата македонска музика, бидејќи без фестивалите мислам дека нема да може да продолжиме да ја зголемуваме нашата македонска музика. Мислам дека треба повеќе да се слуша и повеќе да се негува нашата музика, нашата македонска музика, повеќе да се сака. И тоа е поттик од мене за младите, еве, бидејќи јас имам само 19 години, а навистина ја сакам и се пронаоѓам во нашата македонска народна музика. Така што би сакала да ги поттикнам и младите да продолжат, значи, да си ја сакаат и да си ја негуваат музиката. И еве како мене на 19 години, што излегов на нашиот најстар Фолк фестивал Ландово, да се појавуваат, да излегуваат на многу фестивали, еве како што ќе продолжам и јас тоа да го правам. Така што мислам дека нема застанување. После оваа голема награда, после овие две големи награди, мислам дека нема застанување и само напорна работа, мислам дека ќе ме донесе до успех. Убава порака упати до сите што не гледаат, особено до младите. За крај на овој наш разговор, јас во име на екипата на телевизија Алфа ќе ти посакам уште многу успеси, уште многу пати да те гледаме на фестивалските сцени и во твојата музичка кариера да бидеш добитник уште на бројни награди, Ангел. Ви благодарам многу за поканата и ви благодарам многу за убавите зборови. Temjana nevesta, bara pesna